нема да слуша лодинг на Студент FM, главата ќе му се сече. Hell, it's about time. Здраво, здраво, драги слушатели, ова е 10-то издание на емисијата Loading на Студент FM со фреквентна модулација 92,9. Јас сум Ромулан и се разбира во оваа гейминг емисија од 15 минути ќе ви доловам што беше најинтересно за ова измината недела, се разбира во сферата на геймингот. Ајде ќе почнеме со една прилично нова игра која се вика Kingdoms of Amalur, односно насловот на овој прилог е дали ќе може да играте Kingdoms of Amalur. Додека PC верзијата на оваа игра изгледа далеку подобра од низините верзии за на конзоли, се уште постои прашањето дали ќе може да се игра и уште поважно дали ќе може да играте со најсилни сетинзи. Ние од Student FM не можевме многу да ви помогнеме околу вашата конфигурација, нели се разбира, но затоа ги имам информациите за Kingdoms of Amalur, односно да видиме што точно ќе ви треба вас за да може да ги играте. Нели. Minimum System Requirements, оперативен систем се разбира Windows 7, Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 или пак Windows XP Service Pack 3. Процесор Core 2 Duo или еднаков, кој што ќе биде на 2,2 GHz или подобар. Исто така неговиот counterpart кој што му дошло може да биде AMD Athlon 64 5000+, кој што ќе биде на 2,6 GHz. RAM 1 GB за XP, 2 GB за седмица и Vista, hard disk 10,5 GB слободен простор. Што се однесува за графичката картичка, Nvidia GeForce 8800 GT со 512 MB RAM или пак ATI Radeon HD 3650 supporting Pixel Shader 3.0, додека пак minimum resolution треба да ви биде 1280 на 720, DirectX 9.0C compatible. За recommended system requirements, односно за она што треба да го имате за да ви биде најтечна играта и најдобро да играте без некакво сецкање или пак коцкички наместо одлична графика, треба да ги имате истите оперативни системи Windows 7, Vista или XP. Процесорот овој пат треба да биде Core 2 Quad или еднаков, кој што ќе биде на 2,4 GHz или пак подобар, и AMD Phenom X4 или подобар се разбира, кој што ќе биде на 2,6 GHz или пак подобар. RAM-от треба да биде 3 GB за XP и 4 GB за седмица или Vista. Hard disk меморијата треба да ви биде исто 10,5 GB слободен простор треба да имате, а во поглед на графичката повторно GeForce GTX 260 со 1 GB RAM или подобар, додека пак ATI Radeon HD 4850 1 GB треба да имате за оваа графичка или пак се разбира повторно подобра варијанта од оваа. Pixel Shader е 3.0 и DirectX 9.0C. За овој продукт ќе ви треба и интернет конекција за неговата активација и регистрација, се разбира. Нема доволно време да составите оваа конфигурација, доколку сте почнале сега, бидејќи 7 февруари е доста брзо. Yes, master. Од Kingdoms of Amalur одиме на нешто што ми се вика StarCraft, се разбира втората поиграње игра на Blizzard и нешто повеќе за низините надпревари, односно најдобрите тимови кои што се надпреваруваат по StarCraft 2. Надпреварот на IGN Pro League Team Arena Challenge заврши веднаш пред празниците со драматичен финиш, односно со крајот на краткото партнерство на Quantic и Incredible Miracle и со нивната победа на надпреварот со што се крониса за шампиони на Team Arena Challenge. За разлика од индивидуалните лиги, каде што чистата умешност на играчот може само да го доведе до победа, во тимски игри и лиги планирањето и подготовката се тие што ќе ви го направат денот. Ова стана доста очигледно за време на текот на надпреварот, бидејќи доста тимови заостанаа затоа што немаат тимската хемија извежбано. Стана јасно дека успешни беа тимовите кои покажаа другарство кој се очекува да се има од традиционалните спортови. Тимовите кои покажаа вистинска пасија и кои се бореа до горкиот крај беа обожувани, додека пак тие кои го фрлеа пешкирот прерано и покажаа никакви напори беа осудени. Само одличните ја вкусија победата. Надпреварот имаше доста изненадување додека траеше. Фаворитот кој се очекуваше дека ќе победи на надпреварот Slayers изгуби од аутсайдерот Mouse Sports кој беше единствен западен тим кој стигна до топ 4.
начело со нивната звезда и MVP на надпреварот Торазен, Mousesports за јуриша до големото финале против сите можности. Од друга страна, Powerhouse тимот Quantic Incredible Miracle се покажа како подобар и стана победник и шампион на овој надпревар. Сега, драги слушатели, наред е една мала музичка пауза. Мислам дека нема кој од вас не е играл Heroes of Might and Magic. Не сум сигурен за нивното шесто продолжение за шеската од оваа франшиза, но како да е, еве една песна токму од оваа игра и уживајте во наредните минути. Од Heroes and Might and Magic 6-ката се враќаме на нешто што е па до некаде, не знам, нешто помеѓу фантазија и научна фантастика, фентези и science fiction, односно се селиме во универзумот на Бетмен, костумизација на карактерите во The Gotham City Imposters. Во јавноста беше пуштено ингейм видео кое се прикажани многуте опции за костумизација на вашиот карактер во новата онлайн FPS игра на Monolith, базирана на авантурите на нашиот херој од детството, се разбира Бетмен. Видеото беше постирано од Clever Games веднаш пред крајот на новогодишното лудило и во него се објаснети сите детали за тоа како може да си го облечете вашиот карактер. Се опфаќаат работи од визуелни аспекти каде што се гледа креативноста на Monolith, па се до перкови и до кустомизација на оружја слично на онаа како на Call of Duty.
The Gotham City Imposters се планира да биде официјално пуштена на 10 јануари, односно вчера, за PlayStation 3, Xbox 360 и за компјутер. Од Бетмен се селиме на нешто што не исто така многу добро познато од нашето детство, односно на Mortal Kombat. Во овој случај Mortal Kombat Complete Edition конечно е најавена. После толку време, конечно Nidar Studios официјално ја најавија нивната Mortal Kombat Complete Edition. Се разбира дека најавата е малку доцна, бидејќи омотот на играта протече на интернет и се знаеше датата. Mortal Kombat Complete Edition е всушност колекционерска верзија на оваа игра, ќе ги содржи сите DLC карактери кои излегоа до сега во играта, вклучувајќи ги Кенши, Скарлет, Рейн и Фреди Кругер. Во прилог на ова ќе има и 15 нови скинови на старите карактери. Овие скинови ќе си носат и свое класично фаталити од игри како што се Mortal Kombat, Кето, двојката и тројката. Се шпекулира дека играта би чинела некои $40 и датата за лансирање на оваа игра би била околу 2 март, односно токму 2 март за PlayStation 3 и за Xbox 360. Сега, драги слушатели, повторно е време за на мала музичка пауза да се одморите и да уживате во уште една геймерска музика. Овој пат за вас избрав нешто по-ориентално на некој начин, а сепак доста западно. Станува збор за играта Stronghold и нејзината верзија Crusader, и се разбира тие што поминале доста часови на Crusader и Stronghold ќе знаат за што станува збор. Уживајте во арапските пустини, во крстоносните војни.
Од битките за светата земја и Божиот гроб се селиме некаде на домашен терен во Европа, драги слушатели, и да нешто што мислам дека крена доста доволно прашина на интернет, односно за сите оние Blizzard фанови и за сите тие што очекуваат да стигне Diablo 3, Еве што има Студент FM да каже за тоа. Diablo 3 нема да дојде февруари, но можеби ќе дојде во март. Неодамно излезе шпекулација за можно промовирање на Diablo 3 на 1 февруари, што се разбира Blizzard ги отворили како неточни, значи сите овие шпекулации. На сметка на ова има некои индикации кои велат дека датумот за оваа игра може да е до некаде На сметка на ова има некои индикации кои велат дека датумот за оваа игра може да е некаде на почетокот на март. Blizzard остро ги отфрли тврдењата кои велат дека Diablo 3 ќе излезе на 1 февруари. Според комјунити менаџерот на Blizzard, Мика Випл, ниту една од шпекулациите за официјалната дата на Diablo 3 не се вистините, велики трговците на мало и големо кои се работуваат со Blizzard нема да ја знаат датата се додека таа не се утврди, не се каже на пресконференција, односно не излезе во печат. Тоа е доволно фер, но сите знаеме дека ова нема да ги спречи ни во понатамошно шпекулирање и лажење на јавноста, како што може да видиме веќе има нова потенцијална дата за оваа игра. Според германска фирма за трговија и посредништво, Blizzard добила голем магазински простор во Германија резервиран за 7-та и 8-та недела од годината. Еве го оригиналниот пост каде што можеме да видиме нешто повеќе за Diablo 3. Добивме информации за европска пратка. Простор за дузина палети со Diablo 3 кутии, стандардни колекционерски се разбира, е резервирана во европските терминали. Моментално е резервирана за 7-та и 8-та недела од оваа година. Додадете 10 до 14 дена додека пратката да стигне до трговците и ќе имате оваа игра на полица до крајот на февруари, односно почетокот на март. Доколку не е откажана, како што беше случајот во ноември 2011 година, кога тие сака оригинално да ја лансираат играта. Ова се разбира се повторно се шпекулации, но да се надеваме дека не се далеку од вистината. Тука некаде и крајот на нашето 15 минутно дружење, драги слушатели, со Loading и со Студент FM. Имаме Facebook страна каде што во секој момент може да ја лајкнете, да ги следите овие информации кои што ние ви ги нудиме и се секогаш свежи се разбира. Тоа е facebook.com/loading.sfm. Мислам дека така нешто беше, да проверам момент да видам што точно ни вели компјутерот. Како и да е, може да не најдете преку страната на Facebook на Student FM. Да, facebook.com/sfm loading е линкот на Student FM и тука може да ги најдете сите прилози и видеа од овие емисии каде што ќе излагаат и ќе може да ги преслушате повторно во секој момент. Уживајте, имајте пријатна недела. Се слушаме до наредната среда. Голем поздрав од мене, Кирил Ромулан Треков, и чао.